Иако беше навистина мртов и со телото положен во гроб, Спасителот Христос се покажа посилен од смртта, затоа што неговото тело беше тело на воплотениот Бог Слово. Без Христовото воскресение се е привид, и Христос, и сите негови дела, и се вкупното негово учење. Затоа и самиот Спасител уште за време на своето живење на земјата укажуваше на своето воскресение како на настан кој ќе ја објасни и неговата личност и неговото дело. Така, по своето преображение, Спасителот на своите ученици им заповеда никому да не му кажуваат што виделе додека тој не стане од мртвите, зашто дури во светлината на воскресението станува јасен и настанот на преображението и целиот живот на Богочовекот и севкупното негово учење. Зошто е тоа така? Затоа што дури со своето воскресение од мртвите, Исус непоречно и сеубедливо посведочи дека тој навистина е Бог и Син Божи. Пред своето воскресение, Спасителот учел за вечниот живот, но со воскресението покажа дека тој навистина е вечниот живот. Пред своето воскресение тој поучуваше за воскресението на мртвите, но со воскресението покажа дека тој навистина е воскресението од мртви. Пред своето воскресение тој поучуваше дека верувањето во него преведува од смрт во живот, но со своето воскресение покажа дека ја победи смртта и со тоа на осмртените луѓе им го осигура преминувањето од смртта во бесмртност. Со еден збор, севкупното учење на Спасителот ја добива својата потврда и образложение во неговото воскресение. Вистинитоста, стварноста на Христовото воскресение е проверена најкритички од страна на самите очевидци, на Христовите ученици. Тие не поверувале лекомислено во Христовото воскресение. Напротив, го провериле со немилосраден критицизам. Може смело да се тврди, апостолите се изнасомневале во Христовото воскресение, не само за себе, туку и за сите луѓе од сите времиња, за целата човекова природа воопшто. Од првата вест за воскресението на Спасителот, што ја слушнале од Марија Магдалина, која прва го видела воскреснатиот Господ, апостолите се однесуваат со критичко неверување кон тоа. Евангелистот пишува: кога слушнаа дека е жив и дека таа го видела, тие не поверуваа. Воскреснатиот Христос им се јавува и на двајца од своите ученици и оди со нив по патот кон Емаус. И тие кога отишле и им кажале на другите ученици, и нив не им поверувале. Тогаш Христос воскреснатиот, за да ги увери своите неверни ученици, им дава најочигледен и најопиплив доказ. Им ги покажува своите раце и нозе за да видат дека не е дух и јаде со нив.